Escape Room е интерактивна игра каде што од 20 до 6 играчи барат загадки и при тоа се заклучени во собата и барат загадки, решенија, логички решенија за да излезат од собата. Имаат 6 минути или повеќе, зависно од собата, и излегуваат од собата за тие, за тоа време. Како дојдовте до идејата да се отвори The Cube? Идејата потекнува од првиот Escape Room отворен во Јапонија 2007 во Киото. Од тоа се проширува во Америка и во Азија и од таму кај нас потекнува тоа, значи 2014 до 2017 излегуваат нови Escape Room-ови у Македонија, али гледано од тоа, од игриците Point and Click, значи од игриците така, и тоа настанува и кај нас. Тоа е тоа. Значи да е приказано што се крие за The Cube. Дали може да ми кажете колку Escape Rooms, односно соби има во The Cube? Имаме 6 соби и 3 кутии, боксови. Значи класични соби имаме 6 и боксови 3. Така да секоја е различна тематика, мистерија, хорор соба, зависи што сакаат луѓето, на која тематика сакаат да играат. Имаме и аматористичка, тоа е Индиана Джонс, така да. Дали може малку повеќе да не запознаете со собите? Со собите? Зависи што. Конкретно, која соба, каква тематика има? Значи, Индиана Джонс е аматористичка мистерија. Значи, таму се наоѓаат загадки, многу загадки, пошто е така отприлика голема соба, така да имаат 60 минути за да излезат од нејзе, али при тоа нема ништо хорор, нема ништо, значи само аматористичка и мистерија. За хорор собите, значи зависи, значи ние примаме, мислам, роден ден ни правиме и од 10 нагоре. И од 10 години играат и хорор соби. Мада не доживуваат као хорор соби. Мислам, тоа го доживуваат као адреналин, за да го најдат клучот, да се ослободат, тоест да излезат од собата. Имаме и малку појаки хорори, така да тоа е Evil Mansion, сакаат да играат Evil Mansion, а при тоа само таа соба трае 70 минути, пошто е многу тешка, за сваќање, логика, треба, така да помалите возрасти потешко излегуваат. Споменавте дека, тоест од ова што го забележав, имињата на собите се според одредени филмови. Дали тие посетителите што доаѓаат тука треба да ги имаат претходно изгледано филмовите за да може да учествуваат да играат всушност играта? Не. Значи тоа се базирани за загадките во собата. Не е според филмот, загадките не се според филмот, али треба одредени загадки може да се од филмот, може, али не треба, али може да се гледаат филмовите па да се играат. Или па обратно, доколку сакаат. Зависи Ако ви заинтригира собата, јасно, да. Зависи. Следното мое прашање е дали собите се категоризирани според возраст? Сите соби дали има нека препорачлива возраст? Над 10. Пошто, 8-9 години се помала возраст и не сваќа толку како са повозрастните луѓе. Нема толку логика, тоа е памет, да кажеме. Така да, некоја возраст 10 и над 10 се добре дојдени. Во Escape Room можете, и кој игра боксови, мислам кутии, тоа се као кутии еден вид, че сите страни се фактички они седнуваат и сите страни се достапни. Од сите страни ја прават кутијата. До клучното решение. Дали има горна возрастна граница на која може да го посетуваат Cube? Ја лично и 40, и 50, и 60 години доаѓаат муштери за да играат, сакаат да се пробат дока им е IQ-то, тоест значи возраста не е пресудна, значи колку треба да се има, само да не е 8-9 години
пошто се многу помали. Значи минималната е 10, а горната е До нивна желба. 77. Така да е. Која според вас е најтешката соба за решавање, со најтешки загадки за решавање, а која е најлесна? Evil Mansion за мене, пошто и многу не излегуваат во таа соба, иако трае 70 минути, сат и 10 минути, али ретко излегуваат, пошто е многу тешка. И, да напоменам, се игра во мрак. Интересно. Која е тогаш најлесната? Најлесната, мислам, ја ги делам, значи собите, само две, пошто другите се полесни, многу лесни. Evil Mansion, Indiana Jones, а сите останати се по-лајт соби, по-лабави соби. Јасно. Која им е омилена соба на играчите? Indiana Jones. Да. Значи, Тоа е- безусловно, првиот избор е тоа. Да, Indiana Jones, пошто авантуристичка за сите возрасти е, значи нема ништо страшно, така да ете. Интересно. А кој е рекордното време во кое некој излегол од соба? Рекордното време, според мене, мислам, тоа што го гледам, е 36 минути. Од пила. Од филмот Сол. Инспириран од тоа, излегоа дечките двајците за 36 минути. Иако трае 1 сат. Браво. Браво, секоја чест. Дали некој ги надгледува играчите додека се во соба? Дали некој им помага доколку заглават некаде? Нормално. Имаме камери во сите соби, така да мора да се надгледуваат и да ги вратат на прав пат. Значи, ако скршнат од патот, мора да се вратат на прав пат и доколку се заглават, мора да некој да ги одглави, така да ја им пишувам хинт, тоест помош, и го читаат они и продолжуваат со играта. Внатре претпоставувам има таблет што каде што читаат, така? Да, монитори, што се пишува. И они си го читаат, помошта и го прават тоа и продолжуваат со играта. Кој е најкреативниот начин на кој некој го нашол кодот за да излезе од собата? И дали во сите соби е целта кодот да се најде? Кодот, да. Али зависи, има креации, зависи од луѓето, како ќе одлучат да излезат, како би се замислило тоа, тоа зависи све од тој тим. Имавме еден начин кај што имаше запросување. Значи во Escape Room, као последен код бил прстенот, а прстенот за невестата, така да тоа е као многу добра креација. Да. Пред да дојдат, значи дечкото дојде, прстенот да го остави, така да тоа ми беше мене фасцинантно. Значи во тоа се наоѓал кодот, во прстенот слично. Стварно тоа многу интересна идеја за запресување. Дали може да ми кажете дали тука се организираат родендени и тимбилдинзи? Да, повеќето тимбилдинзи, мада и у City Mall родендени, значи многу. Али тоа од септември, кога ќе почне учебната година, нормално. И доста одат. Секој месец има, речимо, по 10-15 родендена, минимум. Супер. Каде можат да ве најдат? Каде се има escape rooms? Во City Mall, горе, трети спрат, кај Cineplex и во Влај, спроти школото Димо Каджедимо. Супер. Дали се разликуваат собите според одредена тематика тука во City Mall и во Влај? Значи, сите различни соби, значи имаме во Влај 3 соби, али различни од 3 соби во City Mall. Така да, која тематика им се игра на луѓето, таму доаѓаат. Вие која препорачувате соба за играње? Evil Mansion или Indiana Jones. Значи, Јас сум во Влај, така да можете да дојдете преку мене само. Покрај тоа што тука може да ги играат escape буксовите и escape совите, видов дека тука има и board games, односно друштвени игри. Дали може малку подетално за тоа да ми кажете? Значи, луѓето и доаѓаат и за board games, имаме преку 50 игри, можете да дојдете кога сакате, во текот на денот, неограничено е тоа,
150 денари, еден пијалок и board games која сакате од тие 50 и играте колку сакате. Супер. И за крај дали може да ми кажете како можат тие што сакаат да го поседат Cube, како можат да си резервираат термини? Можат преку телефонските броеви на сајтовите, дали на Instagram или Facebook, можете и на thecube.mk да си резервираат термин. Зависи, значи можете и за Citymo и за Vibe да си резервираат. Супер, значи се има достапно. Се. Одлично. Тоа е.